Ние 5 години, како сум ја председател на ово сдружение, пишуваме дрва и предходните наши пишували, ние продолжуваме. Не смееме да застанем, бидејќи мислам дека е важна таа услуга на пензионерите, бидејќи има мали пензии и не може да ги купат дрвата на еднашка, да ги купат на рати. И ние ги даваме на 8 рати. Сега пишуваме више, пишуваме дрва и пензионерите ќе си ги добијат. Надаме се оваа година да биде различна од претходната, бидејќи ланската година имаме многу проблеми, а оваа година надаме се дека нема да биде така. Меѓутоа уште не сме направиле договор за транспорт и тоа, бидејќи чекаме да видиме како ќе бидат условите, шумско стопанство, подружници низ Македонија, а претежно ние се снабдуваме од источниот дел, Берово, Пехчево, Виница, Делчево и тие, од таа страна добијаме дрва и Радовиш нешто, фаќа се, и мислиме дека оваа година да биде подобро снабдени до септември пензионерите да ги добијат дрвата, бидејќи ако пензионеро не ги добијат дрвата до август, септември, он е веќе под нервоза, под проблеми, меѓутоа не зависиш од нас, зависиш од шумското стопанство, бидејќи шумското стопанство сече дрва. Ние не сечеме, ние немаме шуми. Тие имат шуми, нешто стопираа лани сечата, тоа просто у август не дава да се оде у шумите, ради пожари и тоа, и тука еден месец отиде и проблемите се јавија лани и кои беа големи. Кои активности ги нуди Сдруженијето на пензионери тука во Штип? Активности, нашето сдружение има многу активности. Ние на пензионерите ги правиме екскурзии, правиме дружиња. Сега имаме на 13 Бабино Благце у Велес, кај се собират од сите сдруженија по 20, по 30 пензионери и сите носат жените благо и таму тоа се вика Бабино Благце, таа дружиње на Велешко езеро. А Велес го организира као домакин. Наредниот ден на 14 канатне у Кавадарци на закројување, ама и таму у ресторант ќе се дружиме со сите пензионери по 20 и неколку пензионера. Плюс тоа се предвидеме за 8 март, ден на жената, правиме го секоја година и оваа година ќе продолжиме да се дружат пензионерите на 8 март, ќе честитаме на пензионерките, повеќе ќе бидат пензионерки, ќе дадеме карамфилче, секи направиме да биде убаво околу 300 луѓе во хотел Лаза. Мислам, поред секоја година го правиме тоа. Тоа не се тие трите работи не сега планирани да ги вршиме. Колку моментално членуваат пензионери во вашиот пензионерски? Во нашиот пензионерски клуб, односно во нашиот пензионерско сдружение, членуваат околу 8200 пензионери. Наши се тие редовни пензионери. Иначе има инвалидско сдружение, тука карше на се, и таму има горно мало, тие се уште околу 1000 и нешто, значи околу 9500 пензионери, скоро 10, има у Штип. Се на се. Со колку клубови моментално располага Сдруженијето на пензионери тука во општина Штип и дали се планира моментално некој друг отворање на некој друг клуб? Видите, ние кога дојдеме тука, кога дојде да бидам председател пред 5 години веќе сега, 41 година имаме нов мандат, пред 5 години кога дојдеме клубови немаше толку. Сега кога дојдеме ние прво направиме 3 клуба и домо плюс собственост на Сдруженијето на пензионерите. У Бабите имаме направено клуб, у Бабите 54 квадрата, а Бабите е населба 8000 жители и таму се дружат пензионерите секој ден, играт шах, табла, карти, разговарат, гледат телевизија. Еден ден има на жените. Жените се собират тај ден, мажите не одат, ама жените се дружат на тај начин како они што си организират таму. Понатака у Три чешми имаме например нов клуб и таа е собственост на сдружението. И таа у Бабите собственост на во сдружение и у Три чешми например клуб како приградска населба. Мислиме дека е добро, например клуб собственост наш. Друго, у Топимес зградата на Роби, високото, таму доле купиме исто, и таму купиме клуб, собственост на сдружението, и таму се дружат пензионерите. Тие се нови. У Таренци, општина Карвенци е со нас.
У Таринци отвориме клуб исто, кај се пензионерите собират, дружат се. Главно имаме 7 клуба. Тука имаме главен клуб, тука, това е централно, ние го викаме централен клуб, бидејќи од тука, од градот и од тие населби сите, се спуштат луѓе тука и седат, дружат се, може вие да проверите. После до тие се дека има доста луѓе и да се дружат и тоа убаво. Имате ли во план отворање на некој друг клуб? Па ви сега, према потребите, како се јавуват, а и према можностите наши, нели не може сега у секоја населба да отвориш клуб, али главно ние имаме 7 клуба, кај се опфанати. Имаме клуб у автокоманда. У автокоманда, кај местната заедница. Имаме клуб у 8 ноември. Имаме клуб тука, речеме. И сега у Ново село разговараме да отвориме еден клуб. Преговараме нешто со градоначалникот да видиме како ќе беше, ќе има на просторија да искористиме на пензионерите да земе. И таму ќе отвориме. И овај дел па други од тука сите тие се собират у овај клуб, централниот. До каде е изградбата на новиот пензионерски дом? Изградбата на новиот пензионерски дом, тој е до покрив, односно и покрив има. Карабина што викаме, направена карабина. Сега нешто има со документацијата малку проблеми, бидејќи ние добиме дека можеме да градиме, напоредно, имаме првата дозвола, имаме добиено, напоредно да градиме со спремање на документацијата, а и ние со градењето и да стигне тоа да биде, бидејќи така у тоа време и така го предвидеа, мислам, од Министерството и од тоа, дека може да се гради и ние имаме некоја таква дозвола, меѓутоа треба да добиеме дозвола се од собранието за неколку дена. За неколку дена очекуваме да добиеме дозволата и да продолжиме, бидејќи временските услови ќе дават можност да продолжиме дома да оградиме со фасада, со тоа се да се ваа година, ако можеме да го финализираме. Иначе во него ќе има 95 пензионери ќе бидат сместени, има сала, има приклучни простори, повеќе простори приклучни, кујна, подруми, за дружење, за шах, за тоа се ќе биде поставено таму кој што треба да ќе има персонал комплет, ќе има медицинска сестра и да биде се обезбедено како што ќе биде и по прописи, нели, ќе има некои прописи што ќе мора да ги почитуваме. Значи сматраме да таму биде сместени луѓето, а доаѓаат секој ден, жалат се, тражат. Ајде поскоро ќе биде ли тај дом, јас сакам да дојдам, тај сака да дојде, друг сака да дојде и луѓето и некои се убракства сака да дојдат двајца и така. Кои ќе бидат критериумите за да бидат сместени пензионерите во тој пензионерски дом? Па видите сега, може и многу рано сега да кажем јас баш како ќе биде, ама јас сматрам дека ние сакаме да направиме тај дом, бидејќи ќе биде наша собственост. Ние нема да одеме на некој профит да правиме, него да ги сместуваме пензионерите со пониски пензии, да има, ако има со повисоки пензии, па ќе биде една соба, тај ќе биде од 2 и 3 соби. Со една соба, со 2 и односно една собен, двособен и трособен. Имаме неколку и така ќе биде. Тоа ќе го направиме да биде по-ефтино него било каде друго у градот, односно во Републиката, кај што домовите ги ние посетуваме, контактираме со нив, дека е околу 400 евра, 500 евра, што е за нашите пензионери многу. Кои други активности ги имате предвидено за оваа година? Па за оваа година имаме активности, ние не застануваме никако. Ние се сме удвижени. Се имаме нешто да припрејаме. Помагаме и социјално на болни. Поднесат молба, разгледаме молбата, комисија, состанеме се, одредиме 2000, 3000 до 5000 динара, даваме помош, да разболе се некој за Скопје да оде и тоа, таа помош ја даваме. Бања даваме, покрај тоа што го даваме Министерството, ние немаме со тоа врска, ама пензионери кои не ги извлечат или кои имат поголеми пензии, а не тие не ги влечат, и ние на тие даваме 30% попуст. Колку досега го имаат искористено тој бенефит? Па има на бројка замашна бројка, им се не може да кажам во моментот баш, али има доста. Уствари, сите што се јават, сите ги пратиме. Ние даваме документ од тука, да речем претежно од Унегорци. Унегорци, таму и дават, ние имаме договор со Унегорци, таму и дават 10% попуст. Ако е 1000 динара, да речем, одма 10% намале. Ту кој се дојде, ќе донесе документи 30% попушени и прилично
добро, прилично добро за пензионерите, се задоволни и имаме доста кандидати што сакат да одат и ги праќаме. Други некои активности околу организирање на дружење со останатите градови? Дружењето на останатите градови ние не изостануваме никад. Ние сме како да речем лидер или мислиме дека сме први у дружењето на пензионерите. А во здружение нашето порано викам имало мал круг на движење, меѓутоа јас кога станав председател, тоа го например да биде многу пораширено. И секаде кај организираме. Имаме 13 клубови. У тие 13 клубови ќе објавиме да се пишат сите кои сакат. Нема бројка одредена 50, 100 или толку. Ние у Радовиш на Оравица поланската година донесеме 650 пензионери. Тоа беше рекорд што за Македонија. И таму не прогласија како најбројни. И плюс тоа на многу други манастири, Панталеј, дека има Берово манастиро и на езерото, источниот дел, односно западниот дел надоле до овај манастиро кој се вика се моменту нема да го кажам. Према другите страни, према Гевелија надоле, Свети Георги таму, Валандово, Струмичкиот дел, водопадите, водеме ги таму на водопадите, што е многу убава работа, да се види тоа. Плюс тоа Струмица, Ново село и он не канат. Ние ги канеме и стално сме такви активности, а тоа е целта ни е да пензионерот излезе од дома еден ден, ама тоа е многу голема работа за него. А плюс тоа, сакам да ви кажам дека општина Карвинци и Штип се заедно. Тоа најпомало, они имат 370 пензионери и кога дојдој ја да бидам председател и уклучиме ги ни да одат. И по еден автобус одеа цел. И тоа, и многу луѓе, браво председател, ти кога да ние разбраме да има здружение, да има пензионерско здружение, допред тоа не знаем. Некоја женичка работила тутун цело време, од Козјак или од Карвинци или од таму, од Таринци, од каде. И кога отиде за Дојран, за неја е тоа премија. И мислам, едно големо задоволство го имат, они го искажуваат тоа, така, уз разговор. Исто така Сдруженијето на пензионери организира и спортски игри. Кажете ни нешто повеќе за таа активност. Видите, за спортските игри исто ние сме многу ангажирани околу тоа, кога дојде сега март месец ќе се рече и ние ги мобилизираме пензионерите да одат масовно да тренират на игралиштето, на стадионот или на некои други места кај има услови, да се вежбат, да се движат, а нели докторите сите викат дека ако се движиш ти си поздрав. И тоа го правиме годината два пати имаме прво регионални спортски игри, кај се по региони поделени, каде ние у тај регион сме многу јаки, према тие здруженија што ги имаме и освојуваме по 10, по 12 први места, а после тоа па избират, прави се републичко. Тоа у Скопје се обично одржува New Star, на републичкото исто учествуваме со нашите пензионери кои имат освоено први место. И уште имаме покрај спортските игри кои нели траат, тие припреми траат по 2 месеца, по месец и по и кај се луѓето активни, нели? А имаме и ревија на песни, музика и игра. Сега оваа година ќе бидеме Штип домакини, ќе имате прилика тоа да го снимате. Ќе биде тука ревијата на песни, музика и игра у Штип. Ние хорот го организираме да биде добар, да имаме хор и сите хорови од тај регион нашиот што е, едно 8 здруженија се. Тоа се фаќа од тука, од Према до Ново село, вај регион тука, и тоа го правиме и надпреваруваат се со песна со тоа, а после истопа и републичко имаме у септември републичко во Универзалната сала у Скопје, каде се одржуваат песни, пеат повеќе здруженија, одберат се, има се на се 53 здруженија. А 53 здруженија има, а одберат едно 30, сите 53 ако пеат по една песна, тоа е многу време се земе, нема да се стигне. Одржуваме го тоа исто секоја година. Секоја година се одржува, оваа година ќе биде ние домакини на ревијата, а на републичка ќе биде у Скопје. И тука се пензионерите раздвижени,
Што е тоа? Тоа ни целта на нас и ние за тоа постоиме. Да снабдиме дрва, тоа се што напомнаме и многу работи се може не може сетиме што ние ги завршим преку годината, има пуно кои се секојдневни текучи мина. Ви благодарам уште еднаш за денешниот разговор, што ги запознаевме нашите гледачи околу активностите на Сдруженијето на пензионери од Штип. Благодарам.